Алармантната состојба со загадениот воздух ги натера на експресна реакција од општина со цел преземање на било какви мерки само да се заштитиме. Денеска на обиколницата Партизанска, Васко Карангелевски булеварот и останатите улици се прскаше со раствор од калциум, магнезиум, ацетат. Хемиски е прилагодена да ги привлекува PM10 частичките и PM2,5 частичките, кои што практично се оние кои што годиниве се топ тема во нашиот град. Едно големо истражување, хемискиот состав на частичките кои што загадуваат во општина Битола покажува дека најголемото загадување покрај атмосферската, климатската состојба, покрај возилата, најголемиот дел, процентуално најголемото загадување доаѓа од начинот на грејење на нашите домови. Јавното предпријатие Комуналец приспособи свое возило за потребите на прскањето со овој раствор. Денеска се презели активности бидејќи сега се створиле услови. Растворот е биоразградлив и еднодневен и не е штетен ниту за луѓето, ниту за автомобилите, ниту пак за биодиверзитетот. Во текот на денот да е влажноста падната многу ниска, да нема голема влажност во воздухот, значи понатаму треба температурата да не падне испод -10. Значи испод -10 да не падне. Денес имаме добри временски предуслови за да се аплицира ова средство. Јас би сакал да кажам дека како јавно предпријатие извршивме пренамена на нашето специјално возило цистерна и модификација на еден дел каде што се распрскува овој вид на течност, така што со тие количини кои што општина Битола ги набави, мислам околу 6 или 7 тона, се надевам дека не само овој ден, него и наредни денови после празниците, кога ќе имат временски услови, предуслови за аплицирање на ова средство, ќе продолжиме понатаму со негово распрскување. Секојдневно се информирале за состојбата со загадувањето и најчуден момент е достигнувањето на пикот некаде по 23 часот и околу 1 по полноќ. Апелот на општината и на изведувачите е да се вози внимателно и не со повеќе од 40 км на час, бидејќи емулзијата е лизгава, за да не дојде до несакани последици во сообраќајот низ градот.